Почитувани новинари, би сакал да истакнам дека во изминатиот период, особено вчера и денес, со зголемувањето на бројката на заболени од вирусот, се гледа дека оваа криза ќе потрае. Но она што е тема на денешната пресконференција е дека вчерашниот ден во Битола беше црн ден за битолската економија и најава дека оваа криза ќе има далекосежни економски последици доколку не се реагира брзо и навремено. Вчерашните последици кои што ги почувствува Битола и целата Пелагонија беа отпуштање на 6000 вработени во компанијата Кромберг и Шуберт. За споредба, само ќе ви кажам што значи тоа за Битола. Да отпуштите 6000 вработени во Битола е нешто слично како да има отпуштање на 7000 вработени во Тетовскиот регион. Или да отпуштите 6000 вработени во Битола е нешто како да имате 34.000 отпуштања во Скопје, како најголем град во државата. Затоа сметаме дека ситуацијата е алармантна и дека владата не треба да чека да се случат отпуштања и крахирање на фирми, а потоа да реагира, туку треба навремено да реагира за да не се случуваат вакви дополнителни отпуштања и затворања на предпријатија. Автомобилската индустрија во Европа гледаме дека е во сериозна криза поради состојбата со коронавирусот. А тоа почнува да се одразува и кај странските инвестиции кои што работат во Македонија, но се одразува и кај домашните стопанственици, мали, средни и големи предпријатија, кои што се нераскинлив дел од економијата или се поврзани со странските инвестиции. Ова значи дека во моментов на десетици илјади граѓани во Република Македонија им се заканува отпуштање од работа доколку нема навремен и ефикасен план за справување со оваа економска криза, која што исто така е опасна колку што е опасна кризата со вирусот корона. Владата мора да ја свати сериозноста на оваа ситуација и да реагира веднаш, без одлагање, и сметаме дека тандемот Нина Ангеловска, министерка за финансии, и Мила Царовска, вице-премиер за економски прашања, досега немаат соодветен план за да реагираат навремено да не се случуваат вакви отпуштања. Доколку владата нема капацитет, би било многу поодговорно да ги побара најдобрите двајца економисти од стопанските комори, да ги побара најдобрите двајца економисти од факултети, да ги побара од опозицијата, од другите политички партии, секој да помогне да се направи итен план за оваа пандемија која што го зафаќа здравјето на граѓаните, да не биде и пандемија која што ќе значи и колапс на економијата. Владата мора да има план да го порази вирусот корона, но исто така владата мора да има итен план да го спаси стопанството од тотален колапс. Бидејќи здравјето на граѓаните и здравјето на економијата се двата основни предуслови за стабилност на една држава. И мора да се работи итно и паралелно на двете области. Мерките кои што ги промовираше владата, од само 5 милиони евра директна поддршка, е нешто слично како да лечите коронавирус со чај и со лук. Треба навистина посериозно да се пристапи, за да може стопанството да биде сигурно дека во државата има партнер. А вработените да бидат сигурни дека овој период од месец, 2 или 3 државата ќе им помогне и на вработените и на предпријатијата за да може да останат на своите нозе, за потоа да немаме колабрирани фирми и отпуштени невработени, туку да имаме фирми кои што ќе можат да продолжат да го развиваат својот бизнес. Апелираме до СДСМ и до господинот Заев и неговите представници во владата, Нина Ангеловска и Мила Царовска, сериозно да ги разгледаат
и по можност да ги прифатат мерките кои што ги предлага економскиот тим на ВМРО-ДПМН. Тие мерки се добронамерни, произлегуваат од знаењето, капацитетот и искуството на голем дел од луѓето кои што се тим на економската комисија на ВМРО-ДПМН и сметаме дека може да бидат продуктивни, бидејќи истите се правени и во консултации со дел од членовите на стопанските комори. Тоа се следните мерки. Предлагаме замрзнување на обврските на компаниите кон банките и заемодавателите за месец март, чија што работа е засегната од коронавирусот, а доколку проложи, оваа мерка да важи и за месец април. Предлагаме замрзнување на обврските на малите, средните и големите предпријатија кон државата, чија што работа во овие предпријатија е поврзана или погодена од ситуацијата. Предлагаме владата да ги преземе обврските, да ги сторнира и да ги плати каматите по однос на кредитите на компаниите за месец март, без разлика дали се големи, мали или средни компании, а доколку кризата проложи, да ги плати овие камати и за месец април. Државата предлагаме да ги плати трошоците на вработените во малите, средни и големи предпријатија, кои што се погодени од коронавирусот, во висина од 50% од вкупниот трошок за вработените, односно 50% од бруто платата. Знаеме дека овој план изискува ефикасност и бара средства, но доколку не се реагира брзо и навремено, да знаете дека покасното реагирање ќе биде само уште поскапо и ќе има уште поштетни последици. Потребно е веднаш да се направи анализа на сето оно што се случува во моментот, кои сектори и компании се најпогодени и на истите да им се исплатат субвенции од страна на државата како би можеле да го преживеат овој период. Главната мерка која што владата треба да им ја пружи на малите, средни и големи предпријатија е истите да успеат да ја задржат дејноста, наместо да стават клуч на предпријатијата и да задржат што поголем број од вработените, наместо да ги отпуштаат. Ако владата успеа да ги одржи во живот предпријатијата и вработените во нив, тогаш, кога ќе ја пребродиме оваа здравствена криза, тие предпријатија и вработени ќе можат да ја помогнат и на владата и на државата да се вратиме во еден нормален колосек. Затоа би сакал да напоменам дека овие мерки ВМРО-ДПМН ги предлага повеќе од половина месец наназад и дека мерките не треба да се гледаат како предлог на партија која што ја критикува власта, туку како предлог на партија која што сака да ја помогне на владата да имаме поефикасно справување и со здравствената состојба, но особено со економската криза која што веќе тропна во Битола и остави 6000 семејства без основен приход, а тие 6000 семејства имаат своји кредити, своји давачки, своји кирии и секакви други потреби. Би сакал да подсетам дека владата би требало пред да се случи дополнително отпуштање на вработени, прва да тропне на вратите на предпријатијата, а не да оди во овие фирми откако ќе се случи некаква штета. Да подсетам, Гентерм во Прилеп, Амфенол во Кочани, Антура, Маркарт во Велес, Ванхол во Скопје, Леар во Тетово, Джонсон Контролс, Дрекслер Мајер, Костал, ОДВ Електрик во Охрид, Key Safety Systems во Кичево, сите овие компании вработуваат од прилика 12.000 луѓе. И домашните компании вработуваат уште многу илјадници вработени. Не треба да чекаме компаниите да кархираат за Министерката за финансии да ги посети откако ќе биде касно. Затоа е вонредната состојба за да може владата ефикасно да реагира и да се покаже како партнер на стопанствениците и на вработените во државата.
толку би имал, повелете доколку има прашање. Повелете. Извинете, ако може сум поглас. Уште пред 15 дена јавно се соопштени мерките кои што ги предлагаме. И сметам дека мерките се прилично разбирливи и едноставни за тие кои што имаат чувство за економска криза и за начинот како да му се помогне на стопанството, би требало лесно да ги разберат и да ги спроведат. Затоа цениме дека власта веќе касни со реакциите. Не треба да ни се случи уште еден Кромберг Шуберт, отпуштање на уште 6 или 10.000 вработени, за Министерката за финансии да појде и да ги посети и да поразговара и да им помогне на стопанствениците и на вработените пред да колабрираат. Благодарам многу.